Господине Ѓурчев, каде е акцентот на безбедносниот форум за разузнавање во главниот град на САД кој се одржува во време на пандемија? Парламентарниот форум за безбедност е можност каде што на покана на нашите американски пријатели, тука во Вашингтон можеме да се собереме голем број на луѓе од целиот свет, парламентарци од Соединетите американски држави, од Јужна Америка, од Азија, од Африка, од повеќе други земји и каде што се дискутираат прашањата поврзани со безбедноста, борбата против тероризмот, заедничката соработка помеѓу државите, понатаму НАТО партнерството и цела низа на прашања од овој делокруг. Значи, добри говорници, актуелни и поранешни и сенатори и конгресмени, како и меѓународни учесници. Кои методи и искуства беа разменети во борбата против трговијата со луѓе и прењето на пари, например? Тоа се важни теми кои што бараат меѓународен пристап. Значи, во денешно време, во времето на глобализацијата, земјите мора да соработуваат помеѓу себе, затоа што овие форми на криминал се транснационални, односно се одвиваат помеѓу државите. Значи, мораме да имаме добра соработка помеѓу државните институции, но во меѓувреме парламентите се тие кои што ќе треба да дадат на тоа институционална и законска рамка. На домашно внатрешен политички план, Северна Македонија натаму не е излезена од внатрешно-политичката криза по оставката на премиерот во заминување Заев. Што е клучно за излез од ваквата состојба? Па најдобро е да се отиде на избори, затоа што тоа е најлогичен исход и тоа е она што граѓаните на Македонија го посакуваат. Видовме дека и резултатите на локалните избори кои што се одржаа само пред еден месец јасно покажуваат волја за промена кај граѓаните и делегитимирање на политиките на власта. Значи, овие преговарања бесконечни, оваа политичка трговија на која што сме сведоци, нема ништо да им донесе добро на граѓаните, нема да донесе замаец на економски развој, нема да намали невработеност, нема да реши ниту еден од огромните проблеми на народот, на луѓето и на граѓаните, туку само напротив ќе биде алиментација на политичките желби, на политичките актери. Така што во тој дел апсолутно мислам дека најдобро решение и за граѓаните и за состојбите во парламентот е да има нови парламентарни избори. Меѓутоа, што ако не бидат распишани, кој би бил вашиот одговор? Ако не бидат изборите распишани, политичката борба продолжува. Ние нормално ќе ги критикуваме политиките на власта затоа што тие се евидентно штетни. Секој ден граѓаните имаат проблем. Истовремено ќе нудиме наши решенија, наши предлози. Она што го имаме последниве месец дена е и тоа како голема активност на новите градоначалници, така што во некои општини навистина имаме ситуација каде што изминатиот месец дена некои градоначалници имаат направено повеќе од нивните претходници изминативе 6 месеци или 12 месеци. Какви се вашите очекувања дека на 14 декември од Брисел ќе дојде позитивна вест за почеток на преговори на Македонија со Европската унија? Што е во залог? Би сакал Македонија да почне преговори со Европската унија. Тоа е нашиот генерацијски проект, тоа е прашање од почнување на преговори со Европската унија околу кое што сите имаме консензус, и власта и опозицијата. А се плашам дека со големиот број на грешки кои што ги направи власта, но и со генерално вкупната клима поврзана со проширувањето, не сум сигурен дека на 14 декември ќе има успех. Напротив, мислам дека за жал Македонија нема да почне преговори со Европската унија, иако за тоа сите заеднички лобираме, сите заеднички тоа го посакуваме и тоа го праќаме како заедничка порака. Со оглед дека се наоѓате на безбедносен форум, како оценувате досегашната американско-македонска соработка, особено во полето на националната безбедност? Македонија и САД соработуваат веќе долги години и долги децении. Токму владата на ВМРО ДПМН го потпиша договор за стратешко партнерство и стратешко сојузништво помеѓу Македонија и Соединетите американски држави, така што тоа наше взаемно билатерално партнерство треба да продолжи и во рамките на НАТО структурите, но исто така и помеѓу двете држави. Така што колку се подобри односите помеѓу политичките субјекти, помеѓу стопанските субјекти, помеѓу државните институции и агенции, толку подобро за контактот помеѓу двете земји. Господине Ѓурчев, ви благодарам за разговорот. Фала и на вас, се не